Добар ден на сите, ова е прво видео на Digitermin каналот. Во ова видео тука со нас е фаундерот Кристијан. Кристијан е дечко што буквално има започнато, како сите нас, од нула. Имал обичен живот и се останато, но во ова видео тој ќе ни даде детални информации како бил неговиот живот пред да го започне Digitermin, ќе ни даде детални информации за Digitermin и ќе ни сподели некои негови ставови, животни искуства и некои негови цели за во понатамошниот живот. Па еве би му дал збор на Кристијан и би сакал тој да ни сподели некои основни информации за неговото детство. Каде има завршено средно образование, каде има завршено основно образование, каде живеел како дете и како изгледал всушност тој негов живот. Никола, благодарам што ме имаш на овој подкаст. Супер сум со вас соработка. Како прво, тоа за твоето прашање. Почнува далеку од, мислам, пред 15 години. Јас почнувам со едно нормално семејство, нормална фамилија, каде што немаме кој знае што, или немаме скоро ништо, да кажам. Немајќи ништо, но имаме желба, ние како семејство, ние имаме желба да направиме нешто во нашиот живот, или тогаш моите родители. Од тогаш јас сум пробувал да, уште од многу мал, јас на 6 години сум продавал на пазар цреши, кои сам ги берев од нашето дрво во нашата градина. Ги берам, одам на пазар и ги продавам за, мислам дека беше 10 денари на кило, и тогаш бев продал за прв пат за 500 денари продадов цреши. И имав доволно да си платам интернет. Тоа ми е една случка која ми остана во животот како некаков интересен спомен. Исто така цреши, лубеници, не знам, тоа што се имале моите братовчеди, од нив доаѓа тоа како желба, бидејќи тие продаваа нешто таму лубеници на пазар. Да, но како и да е, почнува од таму, изразувам некаква желба за нешто да направам во мојот живот, како тоа на мене ми е интересно. Значи уште како дете имаше буквално поттик, мотив да изградиш некој бизнис, да заработиш пари и се останато. 99% од бизнисмените и фаундерите на разни бизниси имаат став дека училиштето не е важно за тој бизнис. Како беше твојот поглед на училиштето во тој период кога беше дете? Дали беше посветено тоа, дали имаше петки или одеше само колку да се заврши, уште од дете знаеше дека школото не е твој пат? Како за школото не сум бил никогаш особен фан, бидејќи тоа што мене ме интересира, јас од секогаш сум сакал едно нешто, таму продолжува веќе од 6 години го имав тоа, јас сакав да си купам, да си ставам интернет, за да можам да ги играм моите умилени игри по тоа време. Почнува од таму, јас имав интерес само за едно нешто, за компјутери, и до ден денес е реално истото. Игри и компјутер, само игри веќе, треба да растеме напред, така да нема време за игри, за такви работи кои не се продуктивни за нас. Но така почна и натаму продолжувајќи од 6 до 13, јас немав некоја особена активност, освен учење и играње игри. Тоа беше целиот мој живот. Од 13 години јас за прв пат фанав некоја по-активна работа, а таа беше да му помагам на брат ми, на татко ми. Тој е електричар и со него одевме да правиме некакви електрични инсталации. Да ставаме штекови во куки, да ставаме кабели, не знам што како. На 13 години го почнав тоа. Продолжувам натаму, не го работев толку активно, бидејќи пак сум мал и пак школо, училиште. Но продолжуваме натаму. Келнер, барман, сум продавал влезници на базен, значи многу работи. До сега сум пробал толку многу, имам толку многу различни искуства, до 18 години направив секакво работно искуство, што веќе на 18 на 19, кога се пресели во Софија, ќе зборуваме и за тоа, на 19 се преселувам во Софија и јас сум напред пред сите. Иако сите започнуваат со факултет, сите сакаат сега да учат нешто, да градат кариера, да градат и работни навици, јас сум со тоа веќе навикнат одамна, значи многу време. Па да, и тоа искрено е најважно, затоа што од моја гледна точка и како јас ги гледам луѓето, 99% од нив се мамини, татини синчиња. И што се случува? Доаѓаме у ситуација кај што, например, почнуваат на факултет, одат на факултет и само го прават тоа за тоа што сите така прават.
И тоа е најголем проблем, никој нема работно искуство, никој нема ништо. Ти како дете си добил нешто највредно, а тоа е дисциплина и уште како дете си осетил како треба ти да сработиш за да добиеш пари. И нешто кај што би сакал да се задржиме пред да дојдеме до Софија, до креирање на дигитермини и се останато, да се задржиме на твоето периодот на средно училиште и се останато, пошто како основно и ти, како и мене и како сите нас, реално си го поминал тоа на начин играње видеоигри, дружење со пријателите, работење како келнер, се само да се дојде до пари. Како беше твојот период во средно училиште? Затоа што претпоставувам дека тебе те интересираат, се знаеме и приватно, затоа знам дека тебе те интересира програмирање и сето тоа. Како беше твојот премин како изгледаше твојот живот во средно училиште од прва година средно до четврта пред факултет? Како дојде до точка да се заинтересираш за програмирање, за креирање на некои дигитални производи, цел тој свет? Почнува од... Види, немаме некаква... Или јас во таа средина во која растев во времето на средното училиште, немав некоја средина која мене да ме инспирира. Во мене секогаш имало некаков оган за нешто, нели, што велам, да се направи нешто, но средината во која живеев едноставно беше од 14 до 18 години е средното, кој најмногу ќе пие, кој најмногу ќе се журка, не знам што како, кој најмногу ќе фрла пари на глупости. Тоа беше животот и јас како личност многу лесно имам многу лесен инфлуенс од другите. Затоа сега јас многу, значи апсурдно многу бирам околу кој сум, околу тебе, околу други луѓе кои размислуваат некаде слично како мене. Тогаш јас ги гледам другите што прават, сите излегуваат многу, јас се осеќам како fear of missing out. На мене ми фали нешто. И сега јас гледам да излегувам колку е можно повеќе, се тоа да не учам бидејќи никој друг не учи, бидејќи тоа не е модерно. Или знаеш, денес не е модерно да се учи. Да. Иако јас не го сметам за корисно, но не по практика никој не го смета за модерно, не треба да учиш, само треба да уживаш. Би се задржал тука на тоа. Многу е шкаклива тема, дефинитивно, ама луѓето го поврзуваат учењето со образовниот систем. И во образовниот систем учењето е бесмислено. Значи јас не завршив средно, на пример, јас го оставив средното затоа што сватив дека тоа се глупости, значи учев буквално глупости. Бев запишан средно општа гимназија, ама сите што се запишани учат глупости, значи ја маркетинг работам од мои 14,5 години. И не бев ја перфектен маркетинг стручњак или не знам што, ама децата што запишани на маркетинг, деца на факултет прва, втора, трета година, тие прва, втора година маркетинг факултет учат теорија, ништо пракса. Да. И во трета година таму маркетинг факултет тие почнуваат да се занимаваат со Word документи, а Word не се ни користи, ти користиме Google Docs на пример. И сум бил во соработка со едни од најголемите фитнес инфлуенсери на светот. Не сум го водел цел тој маркетинг процес, но сум бил дел од тим. И сум видел како функционира цел тој процес. Дефинитивно се што се учи на маркетинг факултет е потполно бескорисно. Но не можеме тоа да го изjednačиме со учење. Затоа што за ти да бидеш програмер, за да бидеш видеоедитор, за да бидеш било што ти треба да учиш. Сега само ние треба да се на некој начин, јас на сите буквално би кажал, секој што иде на школа треба да отиде да даде исписница од таму, да престане да иде на школа, те замарат од дома. Никаков проблем, значи си пакуваш и си одиш. Јас се отидов прв пат од дома у Скопје. Ти се пресели у Софија, ти се запиша на факултет. Ти се отидеш твојот филм. Едноставно дома, да, што правиш ти? Да, учиш. Што имаш? Добив 10-ка. Тебе ChatGPT ти ја решил програмата. На пример. И сметам дека треба да се задржиме на тој дел да учиме. Затоа што човек учи додека е жив буквално и треба сите да учиме, например, секој ден учам нови работи, учам нови скилови, исто и ти верувам. Како дојде до точка да го научиш тоа програмирање, знам дека си на факултет и се останато, значи го заврши тоа средно, никој немаше да те инспирира, се инспирира од дефинитивно интернет. Дефинитивно. Како ти се запиша на факултет и тогаш одиш во Софија, Бугарија? Како се развива цел тој пат? Буквално се пакуваш, доаѓаш во Бугарија, како изгледа твојот живот? Пошто е нова средина, нов град, нова држава, се ново. Интересно е, бидејќи ние од Радови што сме, сите се знаеме, град во кој комфорт зоната е на максимално лево. Значи, секој бара максимално да има комфорт, бидејќи
го гледаш соседот, тој си купил кола, или ги гледаш сите на кафе седене, се познаваш со секој, нели? Тоа чувство што го велам јас, fear of missing out, страф за испуштање нешто, го имат, мислам дека е во секој град, не сум живеел во друг мал град, за да кажам, но таков страф предизвикува многу грешни акции кај луѓето, барем јас така сметам. Вака, почнуваме од фактот што мојата сестра, таа учеше во Софија, ја заврши магистар таму и ми кажа дека таму има страшно подобри можности кога се споредува со Македонија или со Радовиш особено. Значи, град во кој има 15.000 луѓе, жители. Немаме многу што да се прави, нема бизнис кој да се врти, нема од каде ти дојде идеја. Иако има интернет, да, но не е доволно. И денес постои интернет, но што постои тој интернет и толку по-лошо е за другите. Reels, краток, short form content, нели, такви работи не е тоа што треба. Значи, кога го гледаш сам, еве тоа е мојот пример, се пакувам во септември, откако завршувам со 4-та година со средно, јас сум на општо никако лопатар го сметаме, ние така го велиме. Не те бива за ништо. Можеш само да копаш со лопата, со таа диплома од средно. Продолжуваме, се местам за Софија, влегувам таму и за прв пат кога одам, јас гледам нешто што никогаш до сега го немам сретнато. Јас сум патувал во животот, нели, да, сум одел близук тука, каде иде во Балканот, во Македонија сум шетал до Германија, како иде. Не сум видел нешто што влегуваш внатре во градот и јас како фан на коли, значи кога сум бил мал, тие игри што сум ги играл са биле многу поврзани со автомобили, со такви работи. Но не само тоа, ама е еден пример. Влегуваш внатре, стандардот по кој живеат луѓето, ти гледаш, пример, во Радовиш, да кажеме дека стандардна кола што ја гледаш по улица е Golf 5. Стара кола 2002-2003 година, која идеја. Одиш таму, стандардна кола, ти ја гледаш колку често гледаш Golf 5 во Радовиш, гледаш толку често S-класа Мерцедес во Софија. И тоа на мене ми вика, вау, знам, ова е нешто ново, нешто exciting, како јас не знаев дека тоа е воопшто возможно. Без ти да отидеш, ти знаеш дека другите имаат, на Инстаграм секој има кола, но кога гледаш тоа со твоите очи, секој ден гледаш, не е да кажеш еден ден имало некаква парада таму, сите излегуваат со колите. Не, секој ден, секој втор автомобил е некој јак, нешто што тебе те инспирира. Сега, за мене лично беа автомобилите, бидејќи друго не се интересирам јас. Но кога го погледнеш од таа страна, викам, окей, доаѓаме до тоа како јас дојдов до програмирање, гледам дека на улица се возат толку многу јаки коли. Успешни луѓе се многу почесто сретнувани отколку во Радовиш. Во Радовиш успешен човек, не знам, секој си има своја дефиниција на успех, нели? Не секој има една дефиниција. Но во случајот отидов до неколку, нели, ги гледам, имаат нешто што јас сакам. И им кажувам, јас сум од Македонија. Јас немам никакво искуство, да, имам искуство со работа келнер, но тоа не е тоа што им... Знам дека тоа не е начинот по кој тие се ја добиле таа кола, тој автомобил. И ги прашувам, што сте правили, што правите сега? И тие ми кажуваат, имам бизнис за тоа и за тоа, имам бизнис за фарбање, имам бизнис за чистење, имам бизнис за било што да е. Некоја работа што дури се смета и за срамна, чистење, пример, но вози корвета. Што 100.000 евра, пример. И викам, вау. Од таму, ја живеев во... првите... Жал ме фаќа да разборам, првиот месец кога одам во Софија, првото нешто се случува е, добивам таков студентски дом. Студентскиот дом е, кога влегов внатре за прв пат, видов весник од пред 10 години, што беше дата, некаква брошура од супермаркет. Пред 10 години, со бубачки на сите страни, старо, искршен, значи една собичка во која што немаш ништо. Со еден збор катастрофа. Катастрофа. Да. Многу би сакал да се задржиме на тоа. Ти го опфати делот и Софија, искрено не сум бил таму се, уште би сакал да дојдам, посетам и да видам како се тоа изгледа на вистина, но дефинитивно сум свесен дека Софија нуди многу повеќе можности од Радовиш, дури од Скопје, затоа што Скопје сметам дека е село за
за Софија, дефинитивно. Ние колку сакаме можеме да бидеме патриоти, но фактот дека е село. Тоа е тоа, против фактите дефинитивно не можеме. И каков беше твојот мајндсет и какви беа твоите цели пред да отидеш во Софија? Буквално со одењето во Софија ти беше со став дека сакаш да бидеш студент, да завршиш факултет, бла бла бла, или уште тогаш имаше мотив за бизнис и кога отиде таму само бараше дупка каде да влезеш и дупка на некој начин, да најдеш начин како да го изградиш тој бизнис и бараш идеја. Одам таму со желба за, не знам, за нешто. Знам дека има можности за развиток во живот, развој во живот. Тоа, нели, информација од сестра ми. Но одам таму со никакво очекување, нели ти велам. Јас одам таму и не знам дека тоа постои, јас не можам да претпоставам, не знам што да очекувам, бидејќи не знаев дека таков начин на живот постои. Не знаеш што те чека. Не знаеш што те чека. И дојде таму, првиот допир ти беше катастрофа. Значи, доаѓаш, студентски дом, весник стар 10 години, бубачки како домаќини и ти си гостин на бубачките практично. Тоа е твоја почетна точка. Наискрено тоа имам голем респект за тоа, затоа што јас почнав на еден сличен начин. Можеме да споделам некоја моја краток почеток. Јас искрено кога дојдов во Скопје, јас имав ментор тогаш, работев мој прв бизнис, не е ни важно, нема да влегувам во детали. Дојдов во стан кај што исто одамна никој не живеел во него, беше полн прашина и се останато, но јас добив прилика и тој мој ментор тогаш ми го даде тој негов стан под смешна кирија за Скопје, буквално. У Скопје ако се плаќа кирија 300-200 евро, тој ми го даде за некои 150 евро месечно. Значи стварно беше смешно. Ми даде да му плаќам буквално колку да осетам каков е животот оствари. А ми даде минимално да му плаќам, ми си плаќав некои сметки. Смешно беше, навистина. Но во цел тој период ја доаѓам у стан кај што станот не е перфектен, не е раскошен, беше гарсонјера. Со исти работи се очив, немаше бубачки и се останато. Бубачките дојдоа по мојата нехигиена. Но тоа беше некој мој почеток, ја почнав на ист начин. Тогаш го останав, ко прекинав тој мав прв бизнис и дојдов во точка кај што искрено исто нема пари за јадење. И ти си почнал од иста точка кај што нула и би сакал да се задржиме на овој дел и да ни дадеш повеќе информација околу тоа како дојде од точка кај што буквално живееш во студентски дом, кај што се бориш со бубачките за да преживееш буквално, лазат по тебе, до точка кај што имаш веќе наистина солиден стан во Софија, плаќаш една солидна кирија во Софија што на почеток буквално сме можеле да сонуваме јас и ти, и веќе живееш еден живот кај што навистина работите стварно функционираат многу добро, затоа што да бидеме искрени. Јас не сум милионер и ти се уште не си милионер, ама ти на 20 и колку си? 22. На 22 години да возиш кола од 20.000 евра, да живееш во Софија, во стан кај што да живееш во Софија во речи си раскошен стан, пошто стварно твојот стан е навистина на завидно ниво. И да живееш еден таков живот кај што можеш да финансираш одмори за твоите родители, да можеш да имаш девојка да носиш по патување, да isfinansираш се, тоа е навистина за 22 години доста успешно. И сега ние може на интернет да гледаме Ламборџиња, Малдиви, чуда, млади милионери на 12,5 години и слично. Да. Ама сурова реалност е дека ни 1% во светот, 22 годишници немаат отидено и искеширано 20.000 евра за кола, например. И тоа е навистина, според мене, огромен успех од твоја страна. Па би сакал еве да ни го споделиш тој пат, како изгледаше твојот пат од практично нула на студент до точка кај што можеш да го живееш овој живот и заработуваш солидно. Заработката, да, солидна. Реално, јас ја сметам за успех, само што моето ниво на успех, како за нешто да кажам успех е уште подалеку, ама не значи дека немам гратитуд, нели, немам да кажам солидарност и благодарност за тоа што го имам сега. Почнуваме од пак истото место, студентскиот дом, каде што имаше бубачки, каде што имаше еден домаќин кој мрази, од дното на душата мрази македонци. Значи, и затоа јас ја добивам точно таа стаја, што е точно по тој начин. Значи, се уште имам слики. Такво одвратно место, не знам дали сте виделе во животот, не се надевам дека не е било потребно, но за мене беше корисно. Тоа што одам на такво место и викам, дали наистина така треба да биде животот? Јас не одам таму со цел да правам бизнес, бидејќи немав никој околу мене. Нели, немам кој да ми каже почни бизнес или нешто така, сите велат
треба да работиш, треба да си плувнеш на раците, ајде и да копаш со мотиката, нели? Метафорично да копаш со мотика, може би секаква физичка работа може да биде тоа. И викам, нема шанси да биде така. Нема смисла. Јас со мојот цимер, тога имав нели и цимер, тој ми вика, имам еден курс за програмирање. Викам, да, јас сакам да пробам, бидејќи тоа е единственото нешто што ме навистина ме влече во животот. Значи, единствено нешто што сакам од сега до крајот на животот да го правам. Дали е за работа, дали е за без пари, дали е за пари, не ми е важно. Од задоволство. Го земав и почнав да го учам, но тоа беше на почетокот на јануари. Пред тоа има една доста важна, како да кажам, доста важен период на трансформација, што се случува. Имав пријатели, нели, одам таму, има други студенти од Македонија, се зближуваме и пак истата приказна од Македонија. Излегувам, гледаме да излегуваме колку е повеќе, да живееме живот, да имаш мемории, не знам што, пиеш секој ден, се враќаш во, како да го наречам, во домот на бубачките. И да, во кој исто така, уште еден важен детал ќе се навратам. Првиот ден кога отидов таму, бидејќи беше толку катастрофално, јас пиев во кола, во гепек. Си легнав во мојата кола, во старата кола, си легнав во гепек и спиев, заедно со сетиот багаж што го имам со мене. Втората вечер, со сестра ми, нели, се уште благодарам за тоа, ми помогна да се исчисти целото. Бевме да купуваме за целосно реновирање на собата. Спиев, купивме еден, не купив, земав еден душек, таму имаше еден душек кој горе-долу беше окей, ставивме еден чаршаф одгоре, кој да може да се спие, спиев на земјата. Од после веќе, кога се среди, после многу време работа, значи тапети на зидови, на подот, чистење, тоалет, се. Бидејќи там не сакаш да живееш, не сакаш. Да си бездомник, може би ќе ти е удобно да живееш там. Да. Од тој степен, нели, се враќам јас на тоа. На ништо. И тие пријатели што ги имав беа супер. Значи како пријатели за тоа време е се окей. За мене, значи се грижат за тебе, тоа што за нив сметат дека е окей, што подоцна излегува дека не е окей. Подоцна разбрав јас што не е окей, што не е во ред. Почнав да одам на теретана и да тоа едно 2-3 дена некаде, почнувам да одам на теретана, се уште првите 2 месеца можеби, и гледам нешто, викам, сакам да се променам во мојот живот. Продолжувам уште неколку дена и тие мои пријатели толку многу ме молат. Нели, јас им велам, сакам да променам нешто во животот и нели, имам идеја, ова и ова сакам да го променам. Тоа беше да престанам да излегувам толку често, да не пијам и да јадам здраво. И тие го почнаа директно. Што е тоа? Нели, зошто ќе го правиш тоа? Ти глупав ли си? Што ќе ти е? Живеј малку, ќе работиш до крајот на живот. Не, сите тие работи ми ги кажуваат. И не се случува тоа само кај тебе. Тоа се случува кај секој што сака да направи некоја позитивна промена. Затоа што знам дека звучи клише можеби, ама јас верувам дека тоа е се некој вид на Матрикс. Не Матрикс како од филмот во буквална смисла, но на некој начин има направено околу нас систем што не влече да бидеме деструктивни. На некој начин, секако вид на деструкција. Алкохол, цигари, некој дури одати на ниво дрога, деструкција, нездрава храна, се што буди допамин според мене деструкција. Новите песни, да сингирите Джала Буба, јас сум од таа генерација што растеше со Джала Буба, со Раста, со Релја, со Десингирица у најново време. И да, таа музика вози дум, 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 но сваќаме и доаѓаме до тоа дека се тоа е некој вид деструкција. И цела околина те влече во деструкција. И секогаш кога сакаш да направиш било што добро, ти си чудак. Како го дефинираш сето тоа и цел тој систем? Зошто мислиш дека е тој цел систем на деструкција толку многу испромовирани? На кој начин функционира сето тоа? Зошто сите бираат да ја зема таа деструкција и тој полесен пат, а никој не сака да на некој начин да направи нешто од животот, да биде успешен, да стане, да работи? Сите се без дисциплина практично, сите се од денес за утре, сите се само дај ми нешто, досетам сега да ми е позитивно и сега да осетам некое задоволство.
што мислиш, како луѓето, зошто сите од наша генерација буквално ја сакаат само таа краткорочна и брзо допаминско задоволство практично? Добро прашање и пак може да е клише, но во случајот сите сакаме да имаме нешто бидејќи го гледаме од Инстаграм. Секој има Инстаграм, секој скрола и ти како што велиш на 12 години, на 12 и пол години милионер стана, правам 10.000 евра на месец и сум на 15 години, нели? Верувам во тоа. Верувам дека еден од 50 милиона деца што ќе пробат, еден ќе успее нешто такво. Иако повеќето пак мислам дека се скам, се измами, но ти го гледаш тоа и си велиш, вау, нели, тој го е направил тоа. Како е можно, вика, на толку мала возраст ти да имаш некаков гигантски успех? Добро прашање е тоа што го велиш, зошто секој сака да го избере полесниот пат, наместо да го избере, нели, потешкиот пат. За мене лично не мислам дека е секогаш потребно да го имаш, да го земеш најтешкиот пат, а реално да го земеш кој е најефикасен пат. Бидејќи не е само да работиш многу, ти можеш да работиш и моите родители. Тие работат многу, тие работат како што велат тие како коњ по 30 години веќе и пак немаш многу голем успех. Иако, нели, што значи за мене голем успех? Ти работиш за пари, секој работи за пари. Ако ти работиш 30 години и ти се уште немаш милион или милиони, тогаш нешто е грешно. И сега тогаш не е само доколку многу работиш, колку часови ќе работиш, а колку паметно ќе работиш. Бидејќи на крајот кој работи најумно и најмногу, тој човек ќе вади, ако е тоа за пари, нели, или за успех, тој ќе биде најуспешен од сите. Сега, секогаш го се зима тој екстремен пример како Илон Маск. Да, тој работи најмногу и работи најумно. Не само тој работи 16 часа на ден, тој работи умно, тој работи со мозокот 16 часа на ден, не работи со раците. Да. Па искрено, дефинитивно, во голема веќина се сложувам со тебе, но има некои дискутабилни работи за Илон Маск и за се останато, не ме навлегувале во тие детали, Да. но реално дефинитивно треба да работиш ефикасно. Например, ако ти работиш работа што едноставно не може да генерира огромна количина на пари и сакаш да бидеш успешен, тоа например продаваш пуканки. Ти мислам можеш да бидеш најдобар во пуканки, може да продаваш на цела Македонија пуканки, али колкава е веројатноста дека ти тие пуканки можеш да наплатиш 200 евра? Никакво. Значи, Македонија никој нема да ти го плати тоа. Сега, дефинитивно ни треба да имаме добра насока и да даеме свој максимум. Дефинитивно јас сум добро запознат со твојата приказна на лично ниво, сега тоа им го представувам и на гледачите. Ти се спои со програмирање, почна со програмирање и се останато, и од мој лично искуство ти си наистина многу добар програмер, но исто така знам дека ти не дојде до точка кај што работиш, кај што си обичен студент и одеднаш стана фаундер на Digitermin. Како дојде до точка да дојдеш до точка ти да имаш идеја да креираш тој, да го креираш Digitermin, таа платформа и се останато? Како изгледаше твојот пат измеѓу? Сега си студент, едноставно живееш деструктивен живот со твоите пријатели македонци, да кажам на некој начин, се трудиш да преминеш во таа добра страна, се трудиш да ги средиш твоите навики, дисциплини, исхрани се останато и се бориш против отпорот на твојата околина на некој начин. Како изгледа твојот следен чекор? Што работеше следно и како дојде до точка да едноставно да имаш еден твој проект што работи перфектно? Следниот чекор е најтежок. Мислам, нешто потешко да сум направил од тоа, не знам. Тоа следниот чекор е да се откажеш од се живо и диво. Се што до сега си го правил по истиот начин. Пример, да се откажеш од другари што ти се блиски. Че имам пријатели кои можеби некој ќе слуша од нив. Од многу пријатели, јас имав многу, секој втор човек, јас сакам да го направам пријател. Јас сакам да имам пријатели. Но дојде време кога за јас да станам подобра верзија од мене, јас морам да тргнам се што мислам дека нема да ми има корист, нема да ми помогне. Барем за овој момент. Нели? Едноставно, за мене, како еден од најважните фактори, ако имам да изберам само еден фактор за кој е најважен за успех, за мене е средината. Значи, ако си ти да си глупав и да си, иако што значи глупав, нели, за секој значи различно,
Но и да не си интелигентен, да немаш никакви можности, да не знам, да немаш никакви skills во ништо. Ако имаш правилен environment, ако си обкружен со луѓе кои пробуваат, ти ќе ги гледаш нив, едно што тие ќе ти помагаат, второ ќе имаш некаква желба, ги гледаш нив постигаат тоа што го сакаат и ти ќе сакаш исто да го направиш. Што направив јас следниот чекор? Се откажувам од тие пријатели целосно. Значи велам, веќе јас не сакам да излеваме, може да останеме пријатели, но не сакам активно да излеваме. Да го изберем. Да. Почнав со веднаш после тоа утредента се бајле во 5 часот, 5:30 станувам и одам на теретана. Веднаш почнувам со тоа, значи ми кликнува. Сега. Готово. Викам од денес мојот живот сакам да го променам 180 степени. Значи целосен круг обратно од сето тоа што се учеле до сега. И на што сум навистина навикнат. Да, почнувам со тоа, обично со теретана, бидејќи не знаеш што сакам да правам. Да, јас го менувам животот, но не знам точно што ќе правам утре. Првото нешто ми е на ум, теретана. 5:30 станувам, 6 наутро сум во теретаната, вежбам. Почнувам со теретана, од таму почнувам со, придобивам некакво тело кој ми помага. Тоа што го лимитирам алкохолот, цигари не сум пушил, тоа што си легнувам на време, што јадам правилно, ми дава енергија и ми дава време, ми ослободува време за да можам да размислувам. Сега долга е приказнат, јас од тогаш со цимерот што ми помогна да почнам со еден курс што тој го купил за брат му, но брат му не го сакал, па по случајност го дава на мене, на човек кој има многу голема желба за програмирање. И од таму почнуваме. Значи, фитнес, почнувам со учење на програмирање, 6 месеца напорна работа, значи секој ден, од сабајле до вечер, секој ден. И првата работа си наоѓам одма. И тоа по случајност сум team lead developer, што ти треба години искуство да имаш, за да бидеш team lead developer, програмер. Почнувам со таа работа, почнувам во 3 фирми во исто време. 3 фирми. Никој не го прави тоа. Значи јас сум гладен, во мене гори оган. Јас сакам да направам нешто. 3 фирми во едно време, ги работам од сабајле до вечер. Така натаму јас се придобивам доста искуство. Правив некакви странични проекти кои некој од нив најмногу достигна да направи 5000 евра во еден месец, што е добра сума, значи не е малку, но пак не беше тоа што го сакам, бидејќи јас го добив тоа и времето или Господ или кој да е, ми вели ти не си подготвен за тоа. Ти не си во можност да ги поддржуваш тие средства на месец. Затоа ги добивам, се отпуштам и следниот месец од 5000 евра во претходниот месец правам 200 евра следниот месец. Колапс. Пробував да го вратам бизнисот пак на истото ниво или барем пример 1000-2000 евра да стигне пак, но ништо. Значи се отпуштив толку многу, си велам, вау, 22 години, 5000 евра во еден месец. Профит, не да кажеш, даноци да треба да плаќам на нив вработени. Не, профит, 5000 евра. Наистина crazy. За Балкан, иначе надвор Македонија не е толку лудо. Да, но кај нас просечна плата која веќе е 500 евра. Јас како келнер, прво моја работа беше мајстор, правев спални кревети, столари и тапациран мебел. Мене заработка ми беше 150-200 евра. Јас имав 200 евра за 12-16 сати работа на ден. У буквална смисла. Станувам сабајле, идам на работа од 7:30 и немаме работно време, завршувам у 3-4, туку додека не се направат сите кревети, пошто јас сум мајстор бев, кој мој бизнис да е, не ме интересираше. Така бев и келнер. Келнер исто работев, небитно колку име плаќа за келнер, не можам да се пожалам, но просечна плата на келнер е 500 евра. Има келнери што прават 2-3000 евра, има келнери што прават 5000 евра. Ама просечна плата факт е дека е 500 евра. Ти правиш 5000 евра, тоа за Балкан е лудо, навистина. Да. Што беше твој следен чекор? Доаѓаш до тие први пари, осеќаш дека се е возможно, осеќаш дека не е тоа само интернет илузија, туку е реалност. Дефинитивно достигаш прв успех, паѓаш и тоаш прв пат го почувствува дното на некој начин, пошто многу е потешко да имаш па да немаш, отколку едноставно да немаш. Значи, како се чувствува?
Јас се чувствував лошо, нели, нормално дека се чувствуваш лошо, паѓаш на дно. Но да бидам искрен, мене не ме допре тоа кој знае колку. Тоест, тие самите 5000 евра, да се израдував, да земав да се ослободувам, јас продолжив да работам на бизнисот, но работев многу поопуштено. И Падна у комфорт зона. реално паднав во комфорт зона. Не продолжив да имав клиенти кои нели ми плаќаа за да стигнам до 5000 евра, но не продолжив да работам активно, толку активно колку што работев кога требаше да ги добијам. И нели ги имаш веќе и викаш окей, готово е, можам да се отпуштам и тие клиенти нема да се задоволни за секогаш. Значи тие се сериозни бизниси кои плаќаат и сакаат да имат нешто од тебе. Како продолжувам? Сега, од таму има многу детали, но би ги оставил за друг пат. Може да се префрлиме на Digitermin како почнува. Бидејќи во Софија, јас сум правил, пример, 3000 cold calls. Македонски, се звониш на некој што не те познава, го наоѓаш на Google Maps, му звониш, пробуваш да му предложиш некаква услуга. 3000, некаде ми одзема околу 6 месеца. Тоа. Така направам, сум правил door-to-door sales, одиш, се облечуваш, одиш во салони, одиш во каков и да е тип бизнис и му предлагаш на живо, наместо преку телефон, пак не те познава, но барем кога те гледа на живо, барем во Балканот е полесно, имат повеќе доверба во тебе. Не може да ти спушти телефон. Да, не може да спушти телефон и малку по-заинтересиране обично, нели? Тоа не значи дека ти плате пари, но пак имаш повеќе шанси, да кажеме дека од еден од 20 бизнис што ќе отидеш до нив, има шанси да му продадеш нешто. А преку телефон ќе направиш пример 150, ќе звониш на 150 бизниси да продадеш на еден. Можеби и толку не зависи од што понудуваш како услуга. Дефинитивно, ние колку и да кудиме балканците, колку и да плукаме по нас како балканци, факт е дека балканците имаат стварно некоја култура што ние се пцуеме меѓу себе, тоа ни е буквално изречици или слично, но кој идеме до точка таква ситуација, нема ти доши балканец да ти каже fuck off. Буквално у било која ситуација ти да му дојдеш на врата, јас сум правил door-to-door outreach слично. Малку, но сум го пробал тоа. Да. И факт е дека колку и да не е заинтересиран, ќе дојде и само да ти направи онако лице на некој начин. Што треба, како треба, бла бла бла, ти ќе предложиш и оно фазонова ќе офрлам у фиока и никад веќе нема да го видам ако му однесеш некој лист, ама ќе те слушне. И сега ти ако му понудиш огромна вредност, например, тој има 2 клиента, ти му ќе донесам 10 и оно фазон, ајде видам. И ти му носиш 10 и после остануваш воздух на некој начин и не може да живее без тебе. Да. Значи, продолжуваме со како доаѓам јас до Digitermin. Да. Во периодот јас сум имал од тогаш, од кога почнав да работам, сум имал некаде околу 40-50 клиенти кои не сум ги имал активно. Јас работев 6 месеца во една фирма, се откажувам од работа. Замисли, луѓе кои сонуваат за такви позиции на моја возраст, јас не го сметам како нешто, бидејќи тоа за мене не е успех. За некој успех означува тоа да бидеш шеф или нешто така. Јас со една година искуство во програмирање добив опција да водам тим од програмери што имаат по 10 години искуство. Јас водам интервјус, такви работи што треба да ги правим менеджер. И што сакам да кажам, работев толку многу што луѓето ми веруваат. Каде и да одам да работам, луѓето ми веруваат затоа што гледат млад, значи ангажиран до крај. Го гледаш, не прави ништо, фит човек, конфидент, голем, висок, убав, да кажам, нели, може да е предност да си убав. Но сум имал, нели, клиенти што сум имал, еден клиент што, нели, од каде почнува Digitermin, имав една парфимерија, продавница за парфеми, што ми беше клиентка, но таа е голема во Бугарија. И таа, бидејќи задоволна, ме препорачува на друг шминкер, да го кажеме. Тој е најголем шминкер во Бугарија, тој ги шминка Азис, Преслава, мислам дека ги знаете. Сите големи инфлуенсери, пеачи и пеачки, сите се, нели, под него. Одам кај него, почнуваме со соработка, му ја правам една оригинална верзија првична верзија од Digitermin, која е само на бугарски. Од таму
ми доаѓа на мене идеја, како викам, окей, ако на него му е толку корисно, а тој е голем, тој има илјадници клиенти, илјадници. И не само илјадници, пак има и звезди, сите звезди се кај него. И велам, нема ли да и биде корисно и на други, бидејќи јас тоа сакам, не сакам бизнис во друга ниша, јас сакам да биде програмирање, да помагам некој со моките на тестатура реално, да создадам нешто што ќе биде корисно не само на мене, а на многу други луѓе, од кои со тоа што јас ќе им давам вредност на нив, ќе им помагам, јас добивам соодветно со тоа пари во возрат. Така работи бизнис, нели, давам вредност. Да, од таму си имам окей, одам до неколку во Софија, прашав неколку барбери кои познавам, викам, ова нешто им давам профил, ова нешто ќе биде ли корисно на вас? Еми да, окей, но во Бугарија има еден бизнис кој ја држи буквално цела Бугарија. Имаат над 3000 клиенти. Сега за јас да се пробиам в тој пазар, многу тешко. Нели? Едно што сум почетник, немам капитал колку што имаат тие имаат многу клиенти, ти имаат готов систем веќе кој работи со години. Нели? Многу е тешко да се пробиеш там. Океј, викам, друга варијанта. Што ако пробам во Македонија? Океј, звучи интересно. Се враќам во Радовиш, зимам ден, се враќам во Радовиш, од Сабајле, од 8 часот, се облечувам, и до 5 часот некаде додека работат салоните во Радовиш и во Струмица отидов. 50 бизнис има време за толку да поседам. Во истиот ден двајца станаа клиенти. Викам, окей, тоа е доста голем прогрес. Мислам, за бизнис што е нов и за пазар што сметам дека е се уште под страх за да пробува нови работи, од таму викам, окей, може да е потенцијално нешто што ќе имаат интерес и другите. Од таму продолжуваме сега до во моментот каде што сме најголема платформа во Македонија точно за управување со термини, бидејќи ние почнавме и со реклами. Викаме, окей, сами door to door да одам по салони, по бизниси, ќе ми одземе доста време. Знам, тоа е за секој бизнис ти треба да земеш или со кола или пешки. Ако одиш со кола, треба да бараш паркинг на секој бизнис. Пример, ако одиш кај 20 денес, ти треба да бараш 20 паркинг места или да пушташ на 4 да стоиш там, да се надаваш дека нема да пречиш на некој, така и така. А во другиот случај пак треба да одиш 10 минути од еден до друг и губиш многу време. Тоа е многу тешко. Иако корисно, нели, и ефективно. Продолживме со реклами. Продолжуваме, пуштаме 1, 2, 3 реклами и стануваме многу во 2 или 3 недели, не се сеќавам точно колку, добиваме околу 200.000 прегледи. И добиваме повеќе од 200 leads. Leads означува луѓе кои се ја пополниле формата од реклама. Кои се заинтересирани за да купат. Буквално луѓе што се заинтересирани за да бидат твои клиенти, тоа е некоја дефиниција на лид. Лид е дефинитивно англиски израз, но не знам како во буквален превод кај нас би било потенцијален клиент. Најдобро кажано. Дефинитивно доста брзо доаѓаш од точка да го започнеш Дигитермин до точка да добиеш први клиенти и тоа да почне да добива некој раст. Почетно почна да работиш со фризерски салони, ако добро те сватив, и со бјути салони и се останато. Како се развива сега Дигитермин и каков е процесот на Дигитермин моментално? Буквално процесот во насока со какви бизниси моментално потенцијално може да соработувате? Кои се е ваш идеален клиент? Например, почна со бјути салони и со фризери. Секолку што знам се шири Дигитермин и ги шири низините опции и се останато како платформа и за стоматолошки ординации, за оптики и за се останато. Кои се бизниси може да направат соработка со вас и да добијат нови бенефити од вас како платформа? Тука ќе се навратам пак на тоа, бидејќи имаше мал детал. Секако. На тие leads, што ги нарекуваме. Добивме 200 во 2 или 3 недели и ние не сме свесни дека ќе има толку многу заинтересираност. Тоа е многу работа. Знам,
Не е само ги гледаш лице и им пишуваш и готово, нели, и стануваат клиенти. Не, за секој треба обука, секој што е заинтересиран, се разбира. Треба обука, треба да им вракаш, да им звониш, да правиш состаноци, се тоа. За 2 недели или 3 ние ги сопираме рекламите, бидејќи имаме многу работа. И тоа беше за мене изненадување. Јас очекувам пазарот да е смрт. Мислам да нема ништо, да нема интерес, бидејќи да, ние сме доста затворен народ. Еве така сме и не е затоа што сме такви ние по природа или има причина зашто сме такви, бидејќи не сме отворени на нови нешта. Кај нас, како што велам во Радовиш, новости има секој ден има нешто ново што излегува во светот, но во Радовиш достига само 1% од тоа. И никој не е свесен и кој е страв да проба, бидејќи не знаеш како ќе се развие тоа, не знаеш што може да се случи. Дали ќе ги изгубиш информации, дали ти ќе се снајдеш. Некои се сметаат, луѓето сами се сметаат за глупави, дека јас нема да се снајдам. Знаеш колку често ми се случува, влегуваме на состанок и ми вели тоа вика, изгледа многу едноставно, 3 чекори е за да закажеш термин, но вика, јас пак имам страх во себе си дека можеби јас нема да се снајдам. Да, тоа не е проблем со бизнисот, тоа е проблем општо со луѓето, буквално. И тоа се случува кај 90% луѓе, тоа е приметено. Ако ништо животот не може да правено сами, немаш да правено, не мора никаков резултат финансиски, не мора камиони, авиони 5000, 10.000 евра, 1000 евра месечно. Ни да работиш било што, буквално луѓето немаат никаков проблем решено сами. И кога ти немаш решено никаков проблем сам, се осеќаш како неспособен и се осеќаш како било што да ти се случи, ти не можеш да го решиш. И тоа е нешто што општо мислам дека луѓето треба колективно да идеме чекор по чекор кон тоа да имаме само доверба и да знаеме дека јас како личност може да реши некој проблем. Небитно тоа дали е поврзано со бизнис или со било што. Тоа е некое мое размислување, тоа го имам забележано кај сите. И луѓето што ќе превземат одговорност и што ќе бидат у фазон, окей, ова е ново нешто, ама има потенцијал, ќе се посветам нова прават резултат. Например, ти почнеш со неколку бјути салони од Скопје, што веќе функционираат и буквално гледам дека веќе снимаат и тие сами реклами преку каде што не го промовираат Digitermin, туку промовираат начин како клиентите може да заработат, како може да закажат термин. И еден од тие бјути салони беше, не памтам точно име, може ти да ме потсетиш, што снимаа реклама нешто беше. Ариета Ебиби? Студио Ариета Ебиби. Баш, зошто, реалност, зошто специфично тоа студио е едно од најдобрите во Скопје? Не е за тоа што... Во Куманово, но да. Во Куманово беше? Да, во Куманово. Моја грешка, не сум испратил детално. Во Куманово, но јас колку што сум запознат, не знам точно, но тоа студио работи, мислам дека е едно од најдобрите во Македонија. И со маркетинг и со се останато, но не е случајно баш тие да прифатат Digitermin и баш тие со Digitermin да се развиваат. Зашто тоа не го направи Мира од Радовиш, например, што има фризерски салон и знае само да избитка коса, да скрати коса и тоа е тоа. Не се заинтересирала да напредува. И затоа за Мира од Радовиш, например, или за Петра од Неготино, или за не знам, небитно кој, за нив нема пари, ама за ова не го запамтив името, не е ни битно, од Куманово има пари. Зошто? Затоа што се труди, работи, има нови работи, иновативна е, едноставно се труди, вложува труд. И тоа мислам дека кај сите така. Според мене најважното нешто во моментот е технологија, бидејќи ние младите лесно се навикнуваме. Сега не можам да винам некој дека не сака да се развива, нели? Секој сака да се развива, но најмногу ми е, разбирам, ако си постар, не сакаш да пробаш нови работи, бидејќи можеби работиш со истиот начин, ајде да кажеме, на 40 жени на 40 години, 45, работат со салон 15 години веќе и запишуваат во тефтер од 15 години. Не е лесно, човек, 15 години го работиш истото нешто на истото место, на истиот принцип ги запишуваш термините. И ти едноставно да се префрлиш на нешто ново, иако е покорисно, ти знаеш дека е корисно, само не е лесен чекор. И ние тоа го разбираме дека не е лесен чекор, затоа почнуваме со демо, даваме 2 недели бесплатен достап, седнуваме со нив, правиме onboarding call, тоа е, ги запознаваме со платформата, така и така, се додаваат клиенти и така и така и така. Основни функции се овие. Сакате ли да го има тоа и тоа? Значи, да сме со нив, бидејќи ти имаат и пример, некои од
нашите клиенти имаат по 100 услуги. Значи тие услуги треба тие да ги додадат. Имаат термини што се закажани година унапред. И тоа не е лесно, нели? Тоа велам, едно е во главно е технологија, дека ги е страф од да пробуваат нови нешта, бидејќи овсеа кој ќе се превикнува на нов начин на работа. Но и друго е, јас имам сега термини една година напред, кој ќе ги запишува, нели, тие термини? Јас треба да одвојам 2 дена да закажувам само термини преку платформата. Ние ги разбираме сите тие работи и затоа сакаме да помогнеме. Јас сум од Македонија, јас сакам да работам во Македонија. Јас не сакам да имам потреба да се селам од Македонија. Бидејќи јас живеев во Германија и се вратив назад. За мене не сакам само затоа што има помалку пари овде, јас да морам да се селам надвор. Нели, во Германија не ми беше, значи, воопшто убаво. Да има дожд секој ден, 180 од 360 дена во годината има дожд. Јас сакам да има сонце. Во Македонија, во Радовиш, има многу често сонце. Секогаш е убаво времето, или да кажем по-често е убаво времето. И тоа на мене ми треба. Јас сакам тука да се развиваме и да им помагаме на луѓето. Тие ни помагаат на нас, тие нудат некакви услуги и ние нудиме некакви услуги од наша дигитална, да кажем, струка. На некој начин им даваш супорт со кој што тие доаѓа до повеќе клиенти, нивните клиенти се задоволни, тие се задоволни и на крај на денот ти заработуваш за тоа што си им помогнал на некој начин. Спомна Германија, спомна дека Германија општо не ти се допаѓа и ја исто така немам никаква позитивна преференца за Германија, никош не сум бил таму, но сите што биле и што работеле таму што ми пренесуваат и позитивни и негативни искуства, и позитивните искуства се види има пари, ама ние нема со кој да отидеме на кафе. Кафето е најмала ствар, буквално ти живееш во земја кај што ама најголемо искуство се дека сите германци се намќори. Не може да генерализираме, сигурно има добри луѓе, но во голема слика, бар јас таква слика имам за Германија, може би ја сменил сликата во иднина. Но да заобиколиме Германија, точно не е ни битна реално, ти моментално живееш во Бугарија, во Софија. Каква паралела може да подвлечеш помеѓу Софија и помеѓу Бугарија и Македонија? Како е животот во Бугарија, колку се разликува од животот во Македонија? Не во можности за бизнис и се останато, затоа што нормално Софија за Радовиш па и за Скопје 100 авионски станици напрети. Јас мислам дека Бугарија во многу бизнис сфери е понапред од Македонија дефинитивно. Но каква е Бугарија за живот надвор од бизнис и од се останато, буквално како за секојдневно функционирање и се останато? Како ти се допаѓа Бугарија во односете на Македонија? Германија не ти се допаѓа, Македонија ти е супер. Каде тука Бугарија измеѓу? Бугарија е сега можности за секојдневен живот имаш поголеми бидејќи живееш во Европа. Значи достапно ти е, многу подостапно ти е да правиш што сакаш. Има многу повеќе бизниси бидејќи некој да сака да започне нешто во Македонија, пример, сега пак навлегувам во бизнес, но тоа е еден дел само. Дефинитивно. Сакаш да започнеш еви бизнис во Македонија, нешто слично. Ти требаат 5000 стартни евра, во Бугарија не ти треба ништо. Да, во Бугарија имаш достап, пример во Софија, има многу поудобни транспорт, пример. Градскиот транспорт е топ. Иако да, има гужва. Не насекаде е достапен, но не сум се возил во Скопје со градскиот транспорт, но секој што е кажал нешто, ти можеш да ми потврдиш, но многу лошо за секојдневниот човек. Дефинитивно, JSP, јавен скопски пекол, секој што од Скопје може да го може да потврди тоа. Значи, од страна на достапност, на многу работи се подостапни, бидејќи едно позаконски носат работи пример од Германија, било што може да е тоа, од Германија, од Америка, од било каде, ги носат во Бугарија, дали различни продукти, некои што не се достапни по истото име или како и да е, или што и да е, може да дојде во Бугарија многу полесно, бидејќи нема различни закони од Германија, немаат различни закони од други држави, а во Македонија ние сме ограничени од, да кажам, најглавното нешто е што сите сакаат да се иселуваат. Значи секој бара. Ама ајде да се вратиме на мејн темата. Еве да разборуваме од бизнис перспектива. И сега сите навалуваат на тоа Македонија треба да се развива, ние треба да не си одиме, ние треба да работиме за Македонија. Океј, ти ќе почнеш бизнис во Македонија. И што се случува? Небитно ти требаат 5000 евра за старт. Тргни го на сето тоа на страна. Ти во Македонија немаш PayPal, немаш Stripe, немаш основни работи, значи PayPal имат
Србија веќе има PayPal. Цел свет има PayPal. Ја верувам дека Сирија има PayPal, Македонија нема PayPal. И сад ти треба да развиваш бизнис и да отворам фирма ја у Македонија и ја на Македонија да плаќам данок. Зашо? Немам PayPal. Па затоа пре би отворил фирма во Бугарија нека биде, Бугарија би ја заобиколил, пре би отворил фирма у Дубај, пре би отворил фирма Америки и на Америка би плаќал данок, на Македонија не плаќам данок. А зошто ја би плаќал на Македонија данок? Јас сум патриот, немаме PayPal. Ја имам клиент што треба да ми уплати на Stripe, треба да направам вебсайт прост, да поврзам Stripe за да имам payment процесор. Во Македонија тоа не е возможно. Или возможно е преку некои алтернативи. Немаме Stripe. Stripe е нешто payment процесор за кој што не знае, Stripe е најпрост payment процесор што може да го поврзеш било каде и луѓе само да поврзат нивна картица и ти платат, тебе ти легнат парите на фирма. Ти плаќаш данок, се е црно на бело. Но тоа го нема во Македонија. Значи има некои прости работи за останати и ние ги немаме тука. Јас сум во фазон, ја може да би живеел во Македонија, имам некои планови да останам во Македонија долгорочно, да идам сегде да живеам во Македонија, ама ќе отворам фирма во Америка, ќе плаќам данок во Америка, ќе плаќам данок на Бугарија, ќе плаќам данок на Албанија, ќе плаќам на Македонија, пошто немам корист од неа. Пошто ние треба да се сиднеме до Грција од Пионир да извадиме пари, што ни ги пуштил некој. Треба до Грција да се пуштам од Пионир пари да извадам Македонија ќе плаќам данок. Па ќе платам на Грција данок. Ама ние сме патриоти, какви патриоти? Глупости. Мислам дека сето тоа на некој начин ме бута од Македонија. И сега ние ќе останеме во Македонија, ќе живееме од Македонија, ама јас лично немам ни грам патриотско у мене. Као ние сме патриоти, Гоце Делчев, Пито Гули, Даме Груев. Супер, тие сгинале, ама тие да гледат што се дешава сега, мислам дека сите ќе се вратат од мртвите. И факт е дека немаме можност за бизнис на некој начин. И факт е дека не кочи. Ете, јас сум у таа ситуација, ти си у тој кош и сите сме у тој кош. Може, да, може, ама како може, ја ќе вадам пари од Грција, ќе имам сметка у немам поем у Бугарија, ќе идам у Хрватска ќе работам сезона под отворам PayPal, па ја преку хрватски PayPal да функционирам. И после Македонија ќе дојде чук данок. Како данок не се бави. Затоа пари си вадиш од сегде Македонија ти е како место за живење. Бар не замарат, може да живееме слободно на некој начин. Колку што може да се каже слободно со нови правила и прописи. Бар нема воен рок. Немаме воен рок, да. Тоа што ти беше прашањето, него одговорив за како работи Digitermin сега, бидејќи доста детално е се ова, може би треба и пократко да се зборува, ама почнавме со тие 200 и повеќе лидови, луѓе кои се заинтересирани да ја пробаат платформата, ги запревме и со сите нив. Ние, очекувајќи дека ќе добиеме само луѓе заинтересирани во нишата на фризерски салони, барбери, maybe нешто како салони за убавина, тоа беше лимит, може би за болекари, нешто така. Ние го добивме сето тоа, добивме механичари, добивме real estate, фирми за недвижности, добивме оптики, добивме секакви фирми, рентакарс, значи, фирми кои не очекувавме дека ќе соработуваме со нив, и викаме окей. Значи, нашата перцепција за Македонија беше дека ние како држава сме многу заостанати, многу сме исплашени и се тоа. Во главно во помалите градови, веројатно е и така. Нели? Еве во Радовиш не сакам да зборувам лошо, но едноставно така сме навикнани и ќе ни треба година, 2-3 да се види дека тоа нешто работи, дека е стабилно, дека другите имаат профит од него, дека им помага на вистина на колеги со кои соработуваат и така натаму, нели, за да продолжи да имаме ние успешна соработка со бизниси низ цела Македонија. Сега, за кој е идеален? Во моментот имаме додадено толку многу функции, што ви без да очекувам и игротеки. Значи, секаков тип на бизнис. Рентакарс, хотели, апартмани, да имаат, да изнајмуваат еквипмент, да кажем опрема, може да фирми што изнајмуваат звучници, било каква опрема са наши клиенти. И од овде доаѓа, ние реално во Македонија не е дека толку сме на вистина исплашени, а дека нема кој да ни даде нас можност. Бидејќи да постојат платформи американски, англиски во светот, кои да, веројатно работат добро, но различно е кога јас сум македонец, јас ќе ти звонам или ќе ти пуштам реклама на македонски, ќе се слушнеме, ќе зборуваме, ние сме еден град далеку или 2 града или еден час оддалечени. Нели, ти може да ми веруваш што мене многу повеќе. И сега
Ние така продолжуваме да растеме со реално за 4 месеца. Ние постоиме на сега во моментот кога го снимаме ова, ние постоиме 4 месеца како бизнис и ние сме напред од се друго што сум направил јас лично, а и сме драстично, мислам, секој бизнис обично му треба година, две, можеби повеќе, за да почне на вистина да прави, да генерира профит. Ние на третиот месец, дури ние го имаме блокот на нова година, каде што сите имаат многу работа и, нели, и јас не би сакал да дојдам и да ти кажувам, нели, ти имаш сега 20 термини денес и да ти кажам, ајде, дојди да ти покажам нешто. Не. Тоа беше период на блок, кој што, ако не беше тој, нели, ние ќе имавме уште повеќе прогрес и уште една блокада, која доста не врати назад, и ако не сопред, само не врати назад, што беше тоа што велам на Инстаграм, станавме ултра популарни, низ цела Македонија. И Инстаграм по некаква причина решава дека, окей, вие што правите, не е дозволено што и да правите и не блокира како профил. Инстаграм е дефинитивно next level, Инстаграм блокира се живо и диво, сите ги банира буквално големи инфлуенсери, мали инфлуенсери, без врска, ја не знам што се случува со Инстаграм, се мола Инстаграм да се озбиле, ама тешко да дојде озбилна ситуација, не знам што се случува стварно. Без причина се банираат ликови, без причина се рекетираат луѓе преку Инстаграм. Луѓе што работат на Инстаграм рекетираат луѓе и тоа го имам добиено како информација од многу сериозни луѓе што стварно плаќаат и многу пари на мета на реклами и слично, буквално зборуваме за стотици илјади евра, што ги имаат платено на реклами на мета и се останато. Но ти доаѓаш во ситуација кај што секој бизнис може да биде ваш клиент. И за секој бизнис вие може да донесете да им донесете екстра профит, екстра организација, едноставно можете да помогнете да го подобрат бизнисот и да дојдат до поголема количина на клиенти. Но да бидем искрени, јас ги знам цените на Digitermin за клиентите, почетни цени, basic, нормално, ако на некој му треба повеќе услуги, повеќе функции, се останато тоа кастом се прави се. Но почетна цена некој да стане ваш клиент е навистина, според мене, смешна. Кои се цените за некој да почне да соработува со Digitermin? Почетна цена за да стане ваш клиент и да го добие Digitermin како софтвер кој работи за нивниот бизнис. Со тоа што ние нашата цел прво како бизнис е да ја преземеме 80 или ако можеме и 100% од одговорноста на управувањето со термините, точно е тоа што велиш дека цената ќе е смешна, сега што ќе ја кажам. 1300 денари е ако работиш сам, имаме нели на сајтот digitermin.com информации за се тоа што има во секој пакет, но од 1300 до 1900 денари на месец. За ти да имаш време, веќе да не се замараш за буквално за ниту еден термин. Ти звони, наместо да пишуваш во тефтер или спиеш дома, не спиеш дома, се враќаш дома и ти треба да го носиш тефтерот со тебе. Дали ќе ти звони некој кога ти си надвор, ти треба да го носиш тефтерот со тебе. Или, ако си во Google Календар си запишуваш, да, тоа е варијант, но немаш никаква историја на клиентите, кој кога е дошол, што е направил, дали заслужува, можеби некогаш сакате да дадете попуст на клиентите што се редовни, можеби некогаш сакате да испраќате потсетници, можеби сакате клиентите сами да закажуваат без да ви звонат, нели? Самата идеја за заштедување на време, со управување на организацијата, на одговорноста за презимање на тие управување на термини, тоа е нашата цел. И од 1300 до 1800 денари најчесто е средниот пакет, нели? Бидејќи се обично повеќе од еден вработен, 1500 денари на месец, за тоа е смешно. Смешно. Реално, да бидеме искрени, секој бизнис, што е сериозен бизнис, им треба ова, да бидеме искрени. Пошто сите работат со клиенти, на сите им треба организација, на сите им требаат екстра додатни клиенти и се останато, но тоа што ти го правиш е одлично, што мене искрено најмногу ми се свиѓа, тоа што ти ги едуцираш луѓето. Пошто 99% од бизнисите не се свесни дека губат огромна количина на пари на клиенти што еднаш купиле нешто од нив и не се враќаат пак. А ако ти ги негуваш тие клиенти, им даваш значење, им даваш вредност на некој начин, тие ќе се вратат пак. И Digitermin, сметам дека баш за тоа е најголем game changer, за тоа што кога ти на некој му даваш вредност, тој пак ќе се врати кај тебе. Кога на пример просто на пазар, идам на пазар и еден дечко купив зелка од него.
се враќам следен пат од него, купувам нешто друго, немам појма, купувам мароли, запатлиџани, небитно. Се враќам пак и ликот ми дава гратис јаболка, во фазон, да јадеш по пат, гратис. И секој кој ти даде некој таква вредност, ти утре нема се вратиш од соседот да купиш кромит, ке купиш од него. И се ова се ситни работи, ама да се вратиме на мејнот за Golddigit, за Дигитално. да се вратиме на мејнот за Digitermin. Например, добиваш ти услуга, потоа што добиваш Digitermin како систем со кој што твоите клиенти може да се негуваат, да имаат потсетници, да се враќаат пак и тоа чини 1500 денари у просек. 1300, нека 1900. Да биеме реални, патики едни, се минимум 6000 денари да се квалитетни. И секој што е бизнисмен, што има било како бизнис, носи патики од минимум 6000 евра. И едно излегување у фитнес хаус, например, у Скопје, ти е сметка минимум 1000-2000 денари. Значи тебе едно излегување у фитнес хаус кај што ќе изедеш по 2 палачинки, 2 цедени сока, тебе ти 1500 денари. Сигурно, не знам точно цена, ама отприлика. И едно излегување у ресторанти тебе поскапо од нешто што може да ти го смени бизнисот. Ризикот е нула. Дефинитивно ризикот е нула за секој бизнис. Ризикот е нула, ти имаат демо верзија која... Да, официјално е 2 недели, но има некојаш моменти, пример една клиентка беше за Америка, ние го продолжуваме демо периодот бидејќи им треба уште време. Да, го продолжуваме, имаат толку е лесно, значи го правиме, ја правиме понудата толку да е едноставна и лесна, што да не кажам треба да си глупав за да не ја прифатиш. Нели, ако ти си таргет клиентот, што ова е за тебе нешто. И односно тоа за колку чини, обично луѓето со кои соработуваме, еден термин и вреди повеќе од самата, нели, еден термин, пример, што и да е некаква депилација, да е некаков третман за лице. И вреди повеќе од 1500 денари само еден термин. И што се случува? Имавме случаи каде клиентка, сега не е клиентка, кажа дека 2,5 денари толку е за SMS порака. 2,5 денари се многу за SMS порака. И ние велиме, окей, но таа ни кажа претходно дека и се случува доста често клиенти да забораваат да дојдат на термин и таа губи пари. Ти си бизнес, ти губиш пари кога не доаѓаат клиентите, освен ако не се платиле претходно. Но го имаш тоа и вели 2,5 денари ми се многу за терминот, нели, да се праќа потсетник 2-3 часа пред терминот. И ние велиме, ако со тие 2,5 денари, пример, ти овој месец ќе испратиш пораки на сите, 5 клиенти ако овој месец од 200 клиенти или од 300 колку и да имаат, 300 клиенти мислам дека кажа, 5 клиенти да не дојдат, ти губиш 1500 денари по 5 се многу пари. Значи ти губиш многу пари со тоа што нема да платиш 2,5 денари. А со опцијата 2,5 денари, колку, например, сите потсетници се прати и се останато, колку би излегувало тоа отприлика месечно? Колку за колку за еден бизнис? Ако имаш еден термин ти е 2,5 денари. За еден термин е 2,5 денари. Да. Значи 2,5 денари ти е еден потсетник, а тие потсетници да ти спасат само еден термин, ти заработуваш пример 1000-1500 денари, не знам колку е третман. Ти го исплаќаш со еден термин, викам, го исплаќаш, нели, целото. Со 3 термини исплаќаш цела година. Точно. А плюс да не зборуваме за фризерски салони кај што една фризура е 100 евра. Значи, Шти со еден термин си слободен следни 3 години. Зависи, некои работат на начин каде што ги сега имаш пример во 10, во 11, во 12 имаш термини, но дојде некој друг, ти остануваат малку време измеѓу и ти го мушкаш, нели, измеѓу тој термин. Да. И сум го слушнал и тоа како проблем, дека нели, луѓето сакаат да направат колку е возможно повеќе пари со тоа. И ова ќе треба да скрачнеме. Да. Затоа што това што го кажувам, они реално губат пари, затоа што не може да ги мушкат кај нас или whatever. Да, скокне. Да. Што кажувах? Ако сакаш може да препрашуваме на некој начин. Да. Чекај. Дај да... Не, одјава ќе има, само направи фуб, не знам кај да сече. Да знаеш кај да сече, окей. Кажувах само за... Искрено, стварно, Digitermin како платформа, за мене е некој game changer.
искрено прв пат кога ми сподели идејата не ми изгледаше како нешто вау, пошто фазон закажува термини онлайн, окей. Ама кога ми раскажа цела приказна што стои позади, пошто на прва изгледа само како закажува термини, добро, ќе ми се јави, небитно. Ама кога ќе видиш дека ти имаш потсетници за клиенти, цела база на податоци за клиенти, цела историја за клиенти, се. И дефинитивно тоа е нешто најважно за секој бизнис, пошто еден бизнис не може да функционира без клиент. Ако нема кастомер, нема ни бизнис, дефинитивно. Така да, фала ти што сподели твојата приказна, дефинитивно ова е прво наше заедничко видео. Искрено, од една страна е Digitermin како платформа, од друга страна е ти како личност, пошто имаме доста и сличности, имаме некои исти рутини, споделуваме, изборуваме за некои исти теми, уиднина сигурно би снимале повторно видеа што се вика на различни теми. Фала ти што одвои време да дојдеш, да го снимаме ова прво видео и да споделиш како се доаѓа, да споделиш дека е реално балканец да почне од обичен студент од нула без ништо. Како и секој, да. И да дојде до точка кај што може да заработува пари. И може да, што се вика, да живее на вистина солиден живот. Особено на Балкан. На Балкан ти со 2000 евра можеш да живееш ко цар. Реално. Пошто несечени трошоци се смешни, така да имаш ли ти нешто да додадеш, да кажеш за крај или тоа е тоа? Благодарам на сите гледачи, нели, кои се дошли до овој поент, до оваа точка на крајот. Ке се радувам доколку некој има некаков фидбек, некаква идеја, некаква информација која сака да ја сподели, да праша или нешто да не информира. Слободно имаме Инстаграм на Digitermin MK, ќе го пишува на видеото. Имаме телефонски број кој е достапен во работно време, имаме имејл. Многу сме отворени, значи не сум видел некој да е толку отворен на фидбек, на комуникација, на партнерство. Така да, ако некој има некакви информации за мене, за Никола или за самиот бизнис како целост, може да пишете. Инаку ви благодарам за вниманието и поздрав. Тоа е тоа. Се гледаме во следно видео.